Денешна епизода ќе ја направам во домашна атмосфера и ќе искористам познавање и искуство на неколку луѓе од мојата блиска околина, компетентни и стручни за темава. А темата ни е ајвар. Igor Filevski Show. Прочитав пред некој ден кај Кристина Радудова еден интересен пост, вика: септември е месец во кој што сиромашните одат на одмор, богатите прават ајвар, а најбогатите купуваат. Интересно, јас ќе пробам да ги спојам сите три работи во едно и без никој повеќе да ме разбере, да направам едно истражување, мало испитување за сите нас кои што сме надвор од Македонија, кои што не правиме ајвар, ама го јадеме, го користиме и сакаме да го имаме на трпеза. Септември е месец кој што и ние ќе направиме едно тестирање кој ајвар е најубав, а се наоѓа овде. Пиперката ние ја имаме како македонско чоколадо, што викаше татко мој другар, ама факт е дека уште во праисторијата се среќава во Перу и во Мексико и не сакам воопшто да се споредуваме дека имаме некај кој знае какви убави пиперки, но имаме вкусни пиперки. Дефинитивно факт. Денеска ќе зборувам малку за она што е пиперка за ајвар, која што е препознатлива од балканскиот крај. Ние македонците се гордееме со најдобар ајвар, но исто така и србите велат не, ние правиме подобар ајвар. Дури словенците дојде време да кажат не, нашиот ајвар е најдобар. Тоа е тоа. Иако ни не се Балкан, знаат да земат балканска пиперка и да го направат кај нив. Она што мене ми остава впечаток е кога ќе се сетам назад низ времето, не се сеќам јас дека сум правил, 3 пати се сеќам во животот дека сум бил присутен на домашно правење ајвар. Татко ми беше најголемиот противник на правење ајвар во град, во згради, по паркови, во подруми, горе на терасите. И никогаш не правевме, еднаш правевме како дете, се сеќам кај неговиот многу добар пријател Чичко Благоја, таму, он имаше куќа во кисела вода и можеше во двор да се прави. И 2 пати правев јас, малце повозрасен кога бев во Радишани. Среќа! Имавме многу добри роднини кои што секогаш знаеа да ни спакуваат по 1-2 текли ајвар домашен и да ни го дадат како подарок. Но денеска ќе искористам еден човек, мене многу близок, што го сметам, ако јас себе си се сметам за, ќе кажам вака во жаргон, цепидлака за такви работи, може да замислите гостинот мој, тоа е мојата почитувана сестра, таа е по 100 пати повеќе од она што сум јас. Не дај Боже да изалута лушпичка мала од пиперка во ајварот, одма не чини. Денеска ќе искористам неа како многу стручен познавач на пиперките и на ајварот овде, тоа што се сеќа, да дегустирам да видам дали ќе ни се поглават вкусовите. On Macedonian language. Пробаме од сите ја што ги извадив во Малта, 4 издвоив како најдобар. 5-тиот размислов дали да го земам подравка, ама многу ми одеше на кај индустријски. Се сложаш со мене или не? Да. Како перфекциониста, еве, ќе пробаме вака, директно од теглите. Ово е хина, ајвар, блак, дури пишува и веган, евгелиски. Памти го вкусот? Го памтиш? Запамтен? Може да има на вториот. Овој е дерони од Стара Загора, бугарски е овој. Ова е лутеница. Лутеница, ама, значи не е ајвар, ама исто е како ајвар. Бугарите не знам зашто технологијата на лутеница и ајвар знаеме, така? И ти правиш разлика. Ама кај нив е иста.
Разликата е што малце лутеницата е полута од ајварот. Иначе идентично, затоа ќе го пробам овој, бидејќи мене ми се допаѓаат повеќе полутите. Пробај го овој и запамти го вкус. Мене ова ми е едниот подобрите. И цената му е пристојна, некаде 6,5 евра е оваа тегличка. Запамти? Да. Добро. Овој е Моч планине од Копаоник, село Грашевци. Јас го ставам како трет, односно би дошол втор на мојата листа по вкус. Пробај. Мене ми е веќе пробан и Да, ова е да. мојот Тоа е твој фаворит. дефинитивно, ама Ќе идеме до видиме крај. бидејќи некој пробуваш сега за прв пат. Да. Знам зашто е фаворит, после ќе збориме. Моч планине не е воопшто скап. Оваа тегла колку во пари беше? 7,45. Продуцентот позади ми ги кажа цените, зашто повеќе ги разбира од мене. Добре, така. Одлично. Ова е мојот фаворит, мама сајварот, и тоа лутиот. Го земав лутиот, има и блак, има и лут, јас го земав лутиот. Пробај го, само чисто колку да се потсетиш на вкусот, сигурен сум дека го имаш пробано и не ме ова најубаво. Ама го запамти вкусот. Ги памти сите 4 вкусови? Мене мамас ми е најдобар. Кажав дека ти си перфекционист, малце поголем перфекционист од мене и кога ќе ти залета некоја љушпа, ти одма го фрлаш и теглата знаеш да фрлаш. Зошто за тебе е најдобар Моч планине? Прво кажи ми за сите вкусови, дали се ова добро ги одбрав 4 најдобри што се наоѓаат? Дефинитивно 4 најдобри што можеме тука да ги најдеме. Одлично, одличен избор. Мамас се уште е број 1 нели за нас поготово. А зашто ти го воиш Моч планине како најдобар? Мирисот на Моч планине ме потсеќа веројатно на детство, оној ајвар што сме научени да го јадеме како мали, пред да постои оној другиот со модар патлиџан. Да, тоа сакам да кажам. Другите се со модар патлиџан, гледам морков има. Некој дури имаат и сен. Моч планине нема ништо. Ни само пиперка е тоа. Чиста пиперка, печена, мелена и зачинета. Само пиперка. Нема модар патлиџан ни малку. Мама си има модар патлиџан. Знаете, можеби затоа и му дава таква моќ на смесата. Не знам, текстурата му е подобра, мислам. Значи, Али вкусот, да, мирисот не можеме да го пренесеме, Моч планине е број 1. мирисот на пиперка и на кјумур истовремено се чувствувам натре. Во тој ајвар и затоа и работа на вкусови, ама дефинитивно мој... Ти од кога не си правила ајвар од пиперки? Многу години. 20 години, Да. 25 години. Ама не пробушташ да купиш добар ајвар. Никогаш. Добро, фала ти. Мојата сестра сега ќе ја оставам на фала ти многу за помошта. Сега ќе завршам оваа пиперка епизода, што не значи дека нема да продолжи со друга настан, со која е најлутата пиперка на светот. Дали знаете? Сега ќе прашам уште неколку луѓе што ви кажав ќе ги искористам, они се буквално од овој крај за кој што зборам има најубава пиперка и практично мислам дека ќе бидат елоквентни за да кажат кој е најубавиот ајвар што се среќа во Европа. Една струмиченка Зорана, кој е според тебе? Ти си баш од тој крај кај што зборев, најубавиот ајвар. Така. Според мене најубавиот ајвар се прави во струмичка. Да. Значи струмичката пиперка е најубавата пиперка и струмичкиот ајвар е најдобриот ајвар. И од оние што се стркјаваат овде, кој ти така. што го користиш? Така, тоа е мамас. Мамас Тоа е е поради рецептот. поради рецептот кој што се прави по струмички начин, а најубавиот ајвар се знае е од струмичка. Идија малце ќе ја пореметам, кој е од Мара. Кажи ми за тебе кој е најубавиот ајвар? За мене купечки. Купечки, да, купечки. Па вака, ние секоја година дома се правиме ајвар, тој свекрва ми прави и да ти кажем реално немам пробано купечки ајвар, не купуваме, си јадиме домашен. Поубав одговор од ова нема. Камо среќа јадеве така. Фала ти Лидија. И Рома ми е пријател и он од Струмица сега е во Малта и многу добро се погоди баш за епизодава. Кој ајвар е најубав, Рома, според тебе? Спрема мене се разбира струмичкиот.
Значи ти ќе ми кажеш дека купечки... Не. Е, тука ќе ја завршам приказната за пиперката и овдека имам и пријатели од Берово, имам Лазаровци, имам уште неколку скопјани, ама нив не ги прашам. Беровец да прашаш за ајвар или за пиперки, исто како Крушевчанец да треба да прашаш кој ајвар е најдобар. Каде таму на планините пиперки и ајвар? Значи, затоа ги прашам само струмичаните. Може би можеше да го очекувам овој одговор. Но како и да е, оно што јас ви го презентирав сега, кој ајвар може да го купите најдобар, може и вие сами да тестирате. Нормално. De gustibus non disputandum est. Знаете сите, иако јас не сум баш голем поборник на тоа гесто, бидејќи велам да, за вкусовите треба да се разговара и треба да ги вкрстуваме ракавиците и треба да се бориме за својот став, секој според својот вкус. Продолжуваме со другите теми. Igor Filevski Show, Friday 8 p.m. New podcast.